Ние сме во Гра. Барселона! Стигнавме у Барселона! Првиот ден го започнавме во Гиона. Жиона. Никако Александар да научи, го вика Гиона, Гирона, као Гирохаус, нешто. Гиро. Прв ден во Шпанија го започнуваме во Жирона. Тука имало нешто што се снимало за Game of Thrones. Ја не сум гледал Game of Thrones. Тоест, многу битни сцени. Јас немам гледано, ама водичот нешто не објаснуваше од тој замокот тамо. By the way, буквално сум спиен само 2 сати. Ич не сум наспан, а и пред тоа, пред да дојдеме на патување, буквално не спија воопшто. И се осеќам како зомби малце, ама нема веза. Морам да се наспијам добро, за да уживам. Што кажа. Види го ова. Онако на се чудиме во Шпанија, дури на гаражата фарбана. А гаража ли е ова? Ама прејака гаража. Шта е ово, брат? Сите се маскирани во нешто, труби свират. Има некој фестивал сега пред новогодишен и глич у мозокот. Да, на плоштадот се наоѓаме во Жирона. Јас само се појавив тука, буквално не, дечки дали се ведува дека не знам ни што е агендата, каде ќе се патува, каде ќе се оди, кои места ќе се посетуваат, јас само знам дека идам Шпанија. Затоа ева е тука. Цел пат во конвенцијата додека да дојдовме до Жирона, он спиеше, ја маваше главата од стаклото, а водичот се не објасни, така да јас знам. Информирана сум што се дешава. Значи, уште ми се спие. Овде позади мене се снимало Game of Thrones. Јас не сум гледал Game of Thrones, ама ете тие кои што сте фанови на Game of Thrones, ова дефинитивно ќе ви биде познато. Еве, можете да видите колку многу луѓе има, значи доста фанови на Game of Thrones. Еве како изгледа ова. Чека да зумираме. Опа. Ако има некој од вас кои што се фанови на Game of Thrones, пишете во коментар какви сцени се дешавале тука. А јас ќе го гледам отпосле, затоа што не успев да го гледам пред да дојдам. Каков впечаток имаш ти од тоа? Искрено прекрасно, јас немам гледано Game of Thrones, ето сум имала намерено време, беше многу тренди тоа да се гледа чудо, ама многу ми се свиеше тоа катедралата, многу ми се свиеше. Имаше еден момент каде што по тие скали главниот лик трчал некоја девојка, не знам што, јас ја рекреирав таа сцена. За малце ќе паднеш, ама нема вез. Ајде на брзински еден аутфит чек за во Барселона да видите како изгледа. Еве го мојот аутфит. Да, савртоварска. Еве ја жена ми. Што е твојот аутфит, покажи ни. Епа, треба да се одврзам за... Да се заплашам дека некој ќе ми ја киднапира, камерата стои. Тука инаку дечки многу се краде и страв ми е да не... Да се покажам јас ти, па после нека те крадат. Вау. Двајцата сме со вратоврски, ако не забележавте, он малце повеќе бои, јас сиво црно, ама пак. Да, сега одиме да ја... Добре, брат. Сум болна иначе, дечки, од Скопје и не можам да оздравам. Болна по мене. Одиме сега да ја посетиме La Sagrada La Familia. Јас стварно не знам што каже, не знам Така дали се е вика. точно. La Sagrada Familia, дечки, така се вика. Чекаме моментално ред за да влеземе внатре. Како е ова вистинско, значи, луѓе, вие не сте свесни колку е само убаво, ужива уште поубаво. Не можам да ви доловам на камера, же ми се ви кажувам. Значи, дечки, не прекинаа со снимање, ќе се преправаме дека не гледаме сега во камерата, затоа што не било дозволено да се снимаат влогове тука очигледно за YouTube, затоа што ми кажа дека не смееме да профитираме од црквата. Го разбираме тоа, само ова морам да ви го покажам, значи, видете ова убавено. Ја посетивме Саграда Фамилија, една од најпознатите цркви
као ever, што постојат и најпосетеното место тука во Барселона, катедрала или како да наречам, црква, да, како тоа се смета? Па се смета за црква, ама не Не е е типична. класична, да. Не е типична црква, може да се видат многу животни, многу украси од тој тип, кои што не се карактеристични за црква, но како се викаш архитектот? Гули? Гауди? Гауди. Гули Гауди. Гауди починал пред да изгради кулата, односно црквата, и знал дека ќе треба 200 години за да се изгради и се нафатил на проектот без при тоа да може да го види. Мислам, он бил свесен дека на крајот од денот нема да може да го види финалниот изглед на црквата. Така да тоа е еден интересен fun fact. Следна локација Каса Батљо. Така беше? Батјо. Батљо. Ова ми е една од омилените затоа што Ова е доколку ти би имал твоја градба нешто. Твоја куќа вака би изгледала. да, мојот дом би изгледал вак. Видете колку детали има на секаде. Еве го влезот тука, влегуваме сега внатре. Не очекував да има улку многу гужва, ама валја тука Пуно. валја тука не крадат кога влагаш внатре. Мислам не може да како ќе тука краде нешто, не може да избега надвор. На нас се може да се случи, затоа let's be safe. Малце ми е загушлива, онака ме фаќа клаустрофобија. Гладна сум. Оке, ова изгледа фантастично, плюс сакам да го видам погледот надвор. Колкава редица се чека. Ова е терасата, оствари. Се качивме на врвот од самата Каса Батљо. Така беше, да? Патио. Батјо? Не можам со шпански, обжити се. Ој, душата моја. И тоа, не знам, и двајцата имаме буквално 3,5 мозочни клетки, видејва какво е кадар, божем. Ова е последниот дел од оваа каса и ќе не доближат повеќе до умот на Гауди. Како он размислувал, опа, еве почнува. Малце почнува да ми се врти на мене. Многу вакви работи се дешаваат, ама прејако е. Екипо, сега влагаме у Каса Мила. Ајде да видиме што има внатре. Инаку и ова е од истиот архитект. Можете да видите по самата архитектура дека асоцира на него. Јас и Ева одлучивме наместо со лифт да се качуваме по скали и каже колку спрата има? 6, многу малца за нас. Реално ние по 15 качуваме на ден. Да, а ние у Скопје Кардио Pro Max. Усвари сега гледам како им изгледа нивните домови. Мислам, ова е цел нивен дом голем. Ги гледаме собите, што? Сакаш да кажеш нешто за мојот влог? Заборавеш. Еве се качевме на руфтопот, еве како изгледа најгоре. Оу, Ева, кај Ева? Жена ми ја изгубив. Мора да го види овој поглед. Види го погледов, човече. Еве го погледот на Барселона што го барав. Потоа ги видовме и неговите останати проекти на кои што работел, пошто бил многу добар архитект, како на пример Каса Батје. Батља. Батја? Батјо. Каса Батјо. И Каса Мила. Невообичаени градби што јасно ми е зашто луѓето доаѓаат да ги гледаат. Тие две градби се направени за богаташи од тоа време. Баш се наоѓаат во центарот на Барселона, затоа што тие богати луѓе во минатото сакале да бидат видени, има многу стакла, многу големи поглед. прозори за да ги гледаат, да. Многу убав поглед кон Барселона имаше. Тука сме во парк во Шпанија и видите има рандомли онака casually. Види го, ова има нешто како герданче, како одбележано, има папагали дечки у парк, видете ги. Овој ќе окрстам Синиша. Не, овој ќе ми дава на Снежана vibes. Ова е Снежана. Снежана еве ја. Еве Снежана. Сега ќе ви покажам behind the scenes како ја сликам. Ева, ова ненормална, буквално легна на земја, ама нема вeze. Ајде, сестра. Ау, аха, вау. Ајде раката горе. Момент, дај ми некој. Браво. Рака горе, море. Тоа е, тоа срекна си у Шпанија си. Ова е најдобрата слика што ми ја направи Александар. Дај да ги видат другите покажи ги. Другите сум мачка.
Да, Александар се здиве по папагалите, ми правеше фотошут, многу јак, иако ниједна слика не ми се допадна, секате гаѓите ми се гледа. Егај, срам да ти е, јас тука ќе се мачам за тебе ли? Ти дотоа го вознемиривме, мисли дека ќе ме тепаш. Можам да викнам за помош, веднаш ќе те соберат. Не знаеш како на шпански. Те густо ме густа. Кетчам help, сите разбират help. Не. Океј. Green Market нешто и видете какви работи има, значи презлатко стои, морам да ви покажам. Види. Добро изгледа овошјево, значи како, не знам, како да е фейк, ама пре големо место има свашта, значи свашта, не знам како да ви опишам. Сега сме во еден маркет, односно во центарот на Барселона, каде што има буквално пиле млеко, ама цените се до плафон. Значи за едно лижавче, колку беше 6-7 евра. 6-7 евра беше за едно срце и Барселона, што почувам стамно. Као нема да ви дам толку пари, не знам колку имаше, као мали гумени бонбончиња, беа 4 евра едно. Пошто беа фигури на прасена ова-нона, значи нема шанси толку пари да дадам за тоа. Дојдовме во мол и Ева ќе биде Pinterest girl и ќе се земе journal. Think positive, пошто си негативна со твоите мисли. Believe in yourself, дечки, ќе земам тефтерот. Не сум била гласна, па морам вака да урлам со мол. О, види ги овие. Ова за тебе, папи. За мене, папи. Овие се за нас. Јас да ги носам да бидат мечинг со тебе. Не срамиш пак у јавност. Купивме Dunkin Donuts и сега ќе пробаме. Ги интересира луѓе што нема Dunkin Donuts, например, ние немаме Dunkin Donuts у Македонија, мора вак. Вау. Перверзија. Сега ќе уживаме малку во парков и после ќе славиме Нова година. Треба да се спремаме за Нова година. Денес е 31 декември. Мене не ми се верува колку брзо помина годинава, ама сум многу возбуден затоа што ќе славиме Нова година во Барселона. Ајде сега да се спремиме за Нова година и да ви го покажам мојот бомбастичен, фантастичен, екстремно јак аутфит, окей? Ги имаме овие крем панталони. Потоа имаме оваа ролка која што ја земав од H&M. Ајде сега да видиш како ми стои ова, ќе направиме на транзиција, затоа што сум многу јак инфлуенсер. 3, 2, 1. Та-да! Hear me out. Знам дека изгледа боринг. Ќе ставам плюс палто, тотално на ова. И имам уште еден детал кој што го спајснува цел аутфит, а тоа е овој шал. Ајде да не се фалам, ама ќе се пофалам. Hello! Види колку добро изгледам. Инаку ги променив панталоните, облеков фармерки, затоа што мислам дека вака боље изгледа. На плоштад требаше да бидеме во 9:30, а до таму имаме цел саат или 30 минути дур да стигнеме. Ева се спрема малце под стрес, пошто ја брзам од преска. Ама најмногу кога треба да ја бива, не ја бива шминката, заради тоа сум под стрес, дечки. Буквално не ни бевме договорени, ова е нејзино како фустанче, ама ролка. Oh my god. Happy New Year, дечки, одиме ние за да не ја должам многу дека буквално под стрес ме сиде. Моментално има дронско шоу на площадот во Барселона и видете го ова, дечки. Двеус. Уоу, шта е ово, брате? Srećna Nova godina! Malo se ežem, cijelo vreme se ežem, koliko je ubavo! Wow! Вчера славевме Нова година, прејако споминавме, многу пешачевме до дома, само не го снимав тоа затоа што бев преизморен, а метрото беше заглавено. Ме болат нозете од многу пешачење, денес ќе пешачиме цел ден повторно, ама мора се симнат калориите, све тоа што јадевме, тука фаст фуд. Значи, туку чипс неам јадено од цела 2024.
Нема ништо поубаво од Golden Hour на плажа, Шпанија. А, дали мрсо изгледа од нос, ушите све. Да, мрсо ли имам, swag, ама важно сум болен на Шпанија. Ова делче тука малце ме потсеќа на Дубај. Kinda cool, honestly.